План за вработување на младите лица, мерки за зауздување на инфлацијата и ценовните шокови, нови инвестиции во технолошко-индустриските развојни зони, поддршка за компаниите, за јакната регулатива и засилени инспекцијски контроли. Министерот Бесар Дурмиши го презентираше сработеното изминатата година откако го презеде ресорот економија. Клучен проект е оперативниот план за вработување, која е стратешка алатка за борба со невработеноста, за кој е обезбеден буџет од речиси 40 милиони евра. До сега биле поднесени 6026 апликации, а е насочен за 16.000 граѓани до 29 години. Министерот најави дека во тек се и 4 нови инвестиции во технолошко-индустриската развојна зона во Тетово. Само од едната ќе споменам дека бројот на вработување на луѓе може да стигне до 600 вработени, а другата инвестиција до 250 вработени и така во оваа година, во текот на оваа година, мислам дека нормално дека треба да ги спремат документите, апликациите и така натаму. За изминатата година власт предизвик за министерството беше справувањето со цените на храната. Беа воведени мерки за ограничување на цени и маржи кои според Дурмиши ги дале посакуваните резултати. Во моментов на сила е законската обврска трговците да ги објавуваат на дневно ниво цените на производите, што на долг рок треба да ја поттикне конкурентноста на пазарот и да ги намали цените. Министерот најави дека во иднина ќе се фокусира на стимул на домашното производство, а се планираат мерки кои ќе ги заштитат граѓаните на долг рок. Не е исклучена можноста повторно да има замрзнување на цени и маржи, доколку извештајот од пазарниот инспекторат, кој ќе биде доставен после 30 јуни, покаже дека маркетите енормно ги покачиле цените. Да преземеме чекори или да дадеме мерки, да обработиме мерки кои што ќе дадат долгорочни резултати или среднорочни резултати. Како например во влада се работи заедно со Министерството за земјоделие да ги поддржиме нашите земјоделци. Во рамки на Министерството за економија и труд во нашиот домен ќе додадеме предлог за сите трговци, сите маркети да ги обележуваат во нивните рафтови, значи кои производи се домашни и кои производи се увезени. Во меѓувреме владата ја скрои новата потрошувачка кошничка. Она што засега е познато дека е одлучено сепак пресметката да биде на 4 члено, а не на 3 члено семејство, како што претходно се најавуваше. Податоци ќе се земаат од релевантни институции, а и од неколку маркети, не само од едно место, со цел да се добијат што поверодостојни и пореални податоци. Новата пресметка ќе се објави веднаш по првата седница на Економско-социјалниот совет, кој многу скоро ќе се формира.